Со помен парастос на православните гробишта во Челопек, Ипан и Хида кај некогашниот мотел Бриони, беше одбележена 11 годишнината од убиството на Боги Илиевски и Светислав Трпковски. Роднините и пријателите уште еднаш се потсетија на кобниот ден за време на конфликтната 2001 година. Боги и Светислав, кои во Бриони работеле како чувари, биле врзани за еден од столбовите, а сторителите со експлозив ги разнеле заедно со мотелот. Денеска, само рушевините од објектот сведочат за зверството кое се случило на ова место. Роднините се уште гневни на институциите, кои по повеќе од деценија не ги пронајдоа и казнија сторителите. Сите злостарства треба да се казнат, а овде некако се дали се плашат или не знам што е работава. Така ме тера нас македонци да размислуваме за понатамошно живење во оваа околина. Местото ние, цела општина Брвеница, сум разговарал и со албанците и тие сака да се направи ова место, зашто ова место беше за овој регион единствено место каде што можеме да излеземе на излет, да се напиеме по една чашка пиво, ракија, било што. Тоа е, сите сакаме да се напред, али... Што е пречката? Пречката е албанците од село Челопек не сакаат да дозволат. Зошто? Па, зошто? Мислам дека го рачунаат тие како општествен имот овој, дека не е преведен на земјоделската задруга, а фактички е преведена. Е преведена и гласи на земјоделската задруга единство. Не сега тука само власта кочи. Поради негодување на локалното албанско население, мотелот Бриони се уште не е обновен. Трагедијата се случи 2 недели по потпишувањето на Охридскиот договор. Случајот Бриони и убиството на двајцата цивили од Челопек исто така се дел од случајот водство на ОНА, што беа вратени од судот за воени злосторства во Хаг. 4 хачки предмети минатата година непосредно по изборите беа затворени со автентично толкување во парламентот. Припадниците на ОНА беа ослободени од натамошно гонење за дела против човештвото.